Расте бројот на пациенти кои имаат алергиски реакции. Најчеста мета е младата популација. Во пролет најзастапени се алергиските реакции кои настануваат како резултат на поленовиот прав. Полените воглавном се кај помладата популација, макар што ако остане подолго време, повозрасен, кој може да премине во еден алергиски ринит, воспаление на синусите, да даде задебелена слузница, затнат нос, пациентот не диши на нос воопшто. Понатаму секоја наредна година се симнува надолу, па да доведе до една алергиска астма, алергиска хиперреактивност на белите дробови со една таква манифестација со гушење, ноќно кашлање. Често пати се случува алергиската реакција да се замени со вироза, па пациентот медицински не се третира правилно. Интензивно кашлање повеќе од 7 дена веќе треба да го вклучи црвеното светло за понатамошни испитувања. Симптомите се исти, но има знаци по кои што специјалистот може да ги открие дека представуваат алергиска реакција. Едно кашлање подолго од 7 дена треба да се помисли на алергиска. Течење на носот повеќе од 7 дена исто треба да се помисли на алергиска. И плюс дополнителните наши испитувања што ги правиме за да утврдиме дали е алергиска или не. Кај децата до 6 годишна возраст најчесто се јавуваат алергиски реакции на храната. Доколку се појави алергеност на одредена намирница, истата не треба да се укине, туку напротив, треба постепено да се додава во исхраната. Само на тој начин децата ќе станат отпорни, советуваат лекарите.